Вкусни рецепти, но и практични совети за како полесно да се организираме во домашната кујна. Секој ден од понеделник до петок ќе може да ги слушнете во најновото кулинарско шоу 4 сезони, што ќе се емитува на телевизија Алфа. Од традиционални до модерни гурмански рецепти, секој ден во попладневните часови во студиото ќе готви познатиот македонски шеф со светско реноме, професор Дејан Христовски. Јас ќе се обидам на гледачите да им представам малце поедноставен начин на готвење, малце поразличен начин на готвење и секако ќе обрнеме многу внимание на садовите што ги користиме во кујната, ќе обрнеме внимание на тоа како треба да биде организиран и среден нашиот фрижидер, затоа што мислам дека храната во овој момент е и најскапото нешто, бидејќи ако не ја одржуваме правилно, ќе ја фрлиме, а тоа не е добро, нели, нашиот буџет е тој што е. Така да ќе обрнеме внимание на многу работи, меѓутоа вистинската цел е како поедноставно и полесно да се организираме во нашиот дом, да припремиме се што ни е потребно за да сготвиме убава и вкусна храна. Секако, нашата традиција е наша традиција и во сечив дом, нели, ја почитуваме, ја готвиме, уживаме во нејзе, меѓутоа би било убаво малку и да промениме нешто или пак нашата традиција да ја направиме на малку поразличен начин со тоа што ќе додадеме или ќе одземеме некоја нова намирница или ќе примениме некоја нова техника на работа. Во својата емисија Христовски ќе биде домаќин на познати готвачи од државата, но и од странство. Заедно со своите колеги во студиото ќе го шират прекрасниот мирис од готвените јадења, кои се автентични за регионите од каде доаѓаат. За мое големо задоволство ќе доаѓаат многу познати, препознаени готвачи ширум светот, посебно моите драги пријатели кои ги запознав ова лето во Кина, каде што бевме на многу голем гастрономски настан каде што 100 готвачи од светот се надпреваруваа меѓу себе. Нашите готвачи секако се секогаш на прво место за тоа што се наши, за тоа што навистина има што да покажат, да воведат некои новитети и така натаму во нашата традиционална храна, меѓутоа ќе ми биде вистинско задоволство што и тие готвачи од страна ќе доаѓаат, за тоа што голем дел од нив се и многу познати ширум светот со Мишелин звезда или препорачани за Мишелин, готвачи со ресторани во многу убави наши светски метрополи и така натаму, така да плановите се многу големи. Сега ние стартуваме, почнуваме. Сите знаеме дека секој почеток е многу тежок, меѓутоа ние вистински многу напорно работиме, затоа што многу ни е потребна една емисија за готвење, каде што гледачите на вистина ќе можат да го применат сето она што ние ќе го спремаме во нашата емисија. Најубавото е што ќе биде доста забавно, ќе биде интересно, нема да правиме, не знам, фај дајник, убаво сервирана храна секој ден и така натаму, затоа што сите и дома немаме време сето тоа да го направиме. Меѓутоа ќе обрнам внимание на припремата на сите оние намирници со кои што се готви храната. Спремете ја вечер, складирајте ја во фрижидер на добра температура, а утре кога се вратите од работа, уклучете ја рерната и само ставете внатре да се допече така за 30 на минути, сите ќе бидат срекни и задоволни за тоа што јадењето ќе биде готово и сите ќе седнеме на маса заедно да ручаме баш онака како некогаш, како што наложува и нашата традиција, нели, ќе може да се собере фамилијата, а никој да не брза, него вистински да ужива во сето она што ќе биде сготвено. Мауро, пријателе мој, повеќе. Телевизија Алфа присуствуваше на првиот снимачки сет. Гостин во студиото на 4 сезони беше познатиот шеф со италијанско потекло Мауро Ди Лео. Со шеф Христовски готвеа традиционални италијански јадења, но со македонски намирници. Oggi prepariamo dei piatti insieme a Danny nella sua cucina dove porteremo dei prodotti della tradizione italiana e della produzione macedone. Ci saranno molti ingredienti che penso che siano molto buoni qua in Macedonia, come i pomodori, come i vegetali, e creare dei piatti ci darà molta possibilità di vedere come tutti e due i due ingredienti insieme funzionano molto bene. Мауро Ди Лео со потекло од Сицилија како шеф во ресторант со Мишелинова звезда во Дубај е познат по своите префинети техники и иновативни јадења, во кои успешно ги спојува италијанската и јапонската кујна.
Во Македонија е извесен период, ја учи нашата традиционална кујна. Меѓу омилените намирници му се доматите и лукот, за кои вели дека имаат исти вкус со доматите што како дете ги јадел во Сицилија. Обожава полните пиперки, а душа дава за тавче, гравче и мусака. Moussaka, la tipica moussaka di qua, macedone, non mi ricordo il nome, pimienti paprika, è un peperone riempito con del riso, si cucina a bassa temperatura in forno, con della carne, ed è molto morbido, molto confortevole, molto casa, è molto buono. Христоски и неговиот гостин Мауро не се само колеги, тие се и добри пријатели, чија единствена цел им е да ги промовираат традиционалните кујни, но и да ги споделуваат своите техники со идните кувари. Плод на нивното пријателство и мастер-класот одржан во угостителското средно училиште Лазар Тенев во Скопје, каде Христоски е и професор. Навистина многу направивме за учениците во средното угостителско училиште Лазар Танев, бидејќи за прв пат во Македонија доаѓа готвач кој работел во Мишелин ресторани, готвач со толку големо искуство и бидејќи италијанец, ние решивме да представиме италијанската традиционална паста. Направивме неколку различни типови на паста за учениците, и лазањи, и сос со нивната панцета или гуанчале, и беше навистина многу интересно. Поминаа повеќе од 150 деца на работилницата, секако и сите професори кои се во стручната настава, а и сите оние кои се во теоријата, дојдоа да видат што се случува таму, затоа што беше навистина волшебно. Сите ученици имаа 100% внимание, а јас и Мауро вистински уживавме, затоа што многу е убаво кога сакаш некој да научиш, а те прати со 100% внимание. Тука ја видов и заинтересираноста на нашите ученици околу гастрономијата и навистина сум пресреќен за тоа што кога ја пробаа пастата направена рачно, баш буквално рачно, и кога го видоа целиот процес, беа навистина среќа. Кабинетот беше исполнет со позитивна енергија и со многу среќа и задоволство. E quello che ho realizzato è che quando siamo andati in giro per i market, abbiamo visto i prodotti qua, che c'era un prodotto buonissimo, il tartufo, molto forte in odore e in sapore, e quindi mi è venuto in mente che cosa possiamo fare per l'ambasciatore e cosa possiamo fare per la cooking class. E quello che l'idea che mi è venuta è creare dei piatti differenti, fare tagliolini, fare le tagliatelle, preparare la cosa per la lasagna, la pasta per la lasagna, fare la sfoglia, fare la pasta fresca, per fare vedere agli alunni e ai ragazzi come si fa la pasta con pochissimi ingredienti, perché ho solamente bisogno delle uova, dell'olio, della farina e del sale. E usare un prodotto come il tartufo, che è molto premium in Italia, però anche in Macedonia l'ho provato ed ha un sapore, un odore buonissimo, quasi a livello di quello italiano. Quindi anche l'ambasciatore ha potuto dire che il tartufo, abbiamo preparato questo piatto di pasta all'ambasciatore italiana, e ha detto che il tartufo era buonissimo. Quindi a confermare ancora di più quello che pensavo. Abbiamo fatto dei tagliolini freschi con una salsa al burro al tartufo. È andato molto bene. Во нашето училиште учениците не учат само за готвачи, имаме многу други професии поврзани со угостителството и туризмот. Интересот секоја година е се поголем и поголем, затоа што сите ние заедно даваме се од себе, од угостителско училиште да излезат завршени ученици кои имаат основата која всушност е најбитна за да можеме да продолжиме да напредуваме во животот. Има деца кои вистински живеат за професијата. И уште сега се гледа енергијата во нив. Гастрономијата е вистински дипломат. Започнува таму каде што зборовите запираат. Со секое залче храна ние ја раскажуваме историјата, обичаите, убавините на нашата татковина, објаснува професор Христовски. Таков е случајот и со последниот меѓународен надпревар во Кина, кога само за неколку денови илјадници кинези, но и кувари од светот научиле многу за нашата држава. Замислете, 5 дена по 50.000 народ во Кина, е многу народ. Сите тие имаа можност да го пробаат нашето традиционално тавче гравче со ќофте од 3 типа месо, говецко, свинско, јагнешко и нашата препознаена салата од свежа зелка со морков и со целер.
вистински уживаа во вкусот на тавче гравчето и беа воодушевени. И сега, верувајте, 250.000 народ во Кина знае за нашето тавче гравче, за Македонија, за нашите препознатливи песни, а готвачите кои беа таму дознаа буквално све за Македонија, за нашите 300 сончеви денови, за нашите езера, за нашите планини, за тоа колку вода имаме ние, колку ветар имаме, какви се нашите производи, дека имаме скоро во текот на целата година свеж зеленчук и овошје поради сонцето кое го имаме тука. Сите посакаа да дојдат. И полека еден по еден ќе доаѓаат, ќе представат и нивната традиција, меѓутоа и вистински ќе уживаат во све што нуди нашата убава Македонија. Освен шеф Мауро, во шоуто 4 сезони своите вештини ќе ги покажат готвачи од Тунис, Романија, Хрватска, Србија и Босна, чија единствена цел ќе им биде едноставните намирници да ги претворат во уметност, бидејќи како што вели професор Христовски, вистинската среќа доаѓа од стомакот. Мусака, гравче, тавче, оривче, грашок, боранија и така натаму. Меѓутоа, сите тие намирници ги користиме, ама ќе направиме и дел од нив на малце поразличен начин, за да биде уште поубаво и за луѓето да бидат среќни, бидејќи велат дека кога човекот е најаден, човекот е и комплетно среќен и може да направи се нормално ако не се прејаде.